Бесим Демиров, првиот египćанин кој што е советник во еден градски совет. Бесим, од кога си советник во општина Охрид? Па од последниот циклус на избори. Значи прв единствен египјанец во државата, советник на една општина. Градоначалникот Стојановски во својот говор на оваа денешнава трибина за Македонија во НАТО, односно референдумска трибина, Бесим Демиров го најави како еден од најактивните советници во град Охрид. Што е она што Бесим Демиров сака да го постигне во град Охрид, особено ако се знае дека египćаните како етникум не се формално признаени? Така. Значи пред се, прво и најважно, нели сепак сум советник на египјаните. Прво и најбитно ми е влез во преамбулата на Република Македонија. Значи како египјани, како посебен етникум, да сме признати во преамбулата. Така. Другите активности? Другите активности, значи повеќе работни места, општински работни места се разбира, затоа што околу 90 и неколку души се вработени во комунално, за тука стално има место за нас, но се трудиме, значи подобар кадар да излезе со школа, затоа правиме вака некои трибини за младите, за децата, за да ги натераме повеќе да учат, да се образуваат, да излезе добар кадар, за да имаме добар кадар, да можеме да вработуваме. Колку условите го дозволуваат тоа? Колку се отворени институциите за египćани? Така, значи, не знам да не ве лажам, само еден факултет ми се чини тука во регионот, не признава како египјани, и значи како египјани можеме да влеземе во таа државна квота, за разлика од ромите кои што се признати во сите факултети во Република Македонија. Ние значи само во тука во еден-два факултети кај нас во регионот можеме да влеземе во државна квота како египјани. Тоа е малце болна страна. Се надевам дека ќе се смени. Она што го приметив за време на твојот говор е дека претходно сите биле скептици дека еден египćанец Бесим Демиров ќе влезе во советот, но која е пресвртницата? Како успеа да влезеш во еден совет каде што имаш одлучувачка, односно носиш одлуки? Да. Значи од 91 година наваму египјаните се борат за прв чекор беше да имаме советник во општината. Никој не го успеа тоа, значи многу генерации пред нас. Ние како најмлада генерација, така со неколку интелектуалци во нашата екипа, можам да речем, се боревме, помагавме на луѓето, ја добивавме полека до вербата од народот и му кажавме дека нема фајда ако се трча за други. Дајте да се собериме заедно, да постигнеме нешто за нас. Тоа беше пресвртот, значи ние како прва организација што успеавме да ставиме советник во општина. Така, значи во општина Охрид, така. Колку египćани според бројките со кои што располагате има во Република Македонија воопшто и дали е најголемото здружение во Охрид? Дефинитивно, најголемото здружение во Охрид со околу 6000 египјани, од кои на последните избори беа 2400 и неколку со право на глас. Низ цела држава на последните пописи беа, значи недовршени пописи, околу 15.000 египјани на ниво на република, цела држава, така. Демиров, што е она што како етникум, како посебен етникум, ако нели влезете како, бидејќи тоа е вашата цел да влезете во преамбулата, што е она што оваа етничка група ќе го понуди односно има да го понуди како своја култура, како своји вредности во општеството? Значи во таа насока сме многу богати со култура, значи со добра музика, со многу добра култура во секоја сфера. Сме имале спортски екипи поради финансиски проблеми. ФК Пирамида 2000 која година згасна, 2006 година отприлика згасна. Тоа е тоа. Колку е важен
референдумот за вас? Референдумот за египтјаните за нас, тука во Охрид, е многу битна работа. Значи, со влезот во Европска унија и во НАТО, многу ќе се подобра, значи, условите за децата за учење, за студирање. Секако со влезот во преамбулата ќе се отворат проекти да се работат такви работи. Значи, ќе може повеќе да се едуцират младите. Бесим ти благодарам за одвоеното време. Фала.